20 ги направеше 19. Еве ги 20, еве ги. Добро. Таман. Добро, добар ден на сите. Ми причинува задоволство да отворам оваа наша дружба во рамките на Еразмус плюс деновите во Македонија и во Европа. Значи представува активност која што се одржува секоја година. Ова ќе биде 5-та едиција, да речам, на овој настан. Па решивме да и ние го одбележиме овој настан со активности што сме ги имале на факултетот во изминатиот период. Со учесниците што ќе учествуваат во презентациите денеска се договоривме тоа да биде на денешен ден со почеток во 10 часот, инаку се одбележува на овие 3 датуми, значи 14, 15 и 16 октомври. Еве неколку кратки информации околу Еразмус плюс програмата. Таа се базира на неколку општи цели, а едната општа цел е поддршка на доживотното учење, при што помага да се подобри професионализмот или развојот на поединците, но и кои што се вклучени во образованието, но и на останатите сегменти од образованието, значи високото образование, но и средното образование, и поддршка на подобрување во насока на подобрување на едукативните процеси во одредени организации и единици во образованието. И ова е стратегија која што ќе трае како пакет посебно за младите од 2019 до 2027. Со посебен дел кој што се грижи за подобрување или развој на европската димензија во спортот. Како поспецифични цели се промовирањето на мобилноста за учење како кај поединци, така и кај група на поединци, и тука се вклучени и високото и средното образование, така што на онаа карта што е објавена на официјалната веб страна за Еразмус плюс денови, може да се види дека поголемиот дел, барем за Македонија, се средношколски образовни институции кои што ја помагаат оваа мобилност меѓу средношколците ученици, но тоа е и мобилност која се поддржува и на ниво на високото образование, преку мобилност на наставниот кадар и посебно преку мобилност на студентите. Тука повеќе сакав да дадеме нагласка на она што студентите го реализирале во изминатиот период, така што затоа има и посебен дел за нив во рамките на оваа активност, да малку тие ја промовираат таа димензија на Еразмус плюс програмата, за да нашите студенти поактивно се вклучат и ги користат можностите што ги нуди оваа програма. Кај нас на факултетот се реализира оваа програма преку 3 сегменти, значи едното е научните проекти, потоа е индивидуалната мобилност на наставниот кадар и индивидуалната мобилност на студентите на ФЕТ, или позната како студентска мобилност. Во рамките на ова промоција денеска, првенствено ќе се задржиме на презентација на научните проекти и на индивидуалната мобилност на студентите, затоа што во изминатиот период заради пандемијата индивидуалната мобилност на наставниот кадар некако беше намалена, да не речам скоро и не беше реализирана за жал. И на студентите мобилноста беше намалена, но еве некако се обидов да најдам барем еден студент кој што минатата година реализирал мобилност и уште еден студент кој што предходно од претходната школска година има реализирано, чисто за да ги пренесат своите искуства од нивниот престој во земите каде што биле. Но да почнеме прво со презентација на Еразмус плюс проектите кои што се реализирани, значи се завршени во рамките на факултетот, но и некои кои што се сега во тек, па овде се подредени по некој хронолошки ред
како што биле добиени и реализирани проектите. Така што прв проект за кој што денеска ќе слушнеме малку повеќе е проектот наречен Микроелектроника Алијанса во облак или кратко МЕСА, чиј што раководител е професорот Миле Станковски. Реализиран е проектот во периодот од 1 јануари 2016 до 31 декември 2018, како што гледате, тоа е завршен проект. Па сега ќе му дадам збор на професорот Миле Станковски да ни каже нешто за овој проект. Професоре, повелете. Благодарам, Гога. Се надевам ме слушате. Да, слушаме, супер. Денеска чест ми е да го представам нашиот проект МЕКА, микроелектроника во облак. Особено што ова е прва моја активност после пензионирање на факултетов. Што кажува дека не ги прекинуваме односите, дека соработуваме понатаму. Да. Јас ќе се обидам накратко да го презентирам нашиот проект и резултатите од проектот. Да пробам да направам screen share. Дали се гледа? Да, одлично, супер. Добро, значи нашиот проект насловот е Микроелектроника Алијанса во облак или Microelectronic Cloud Alliance, скратено МЕКА. И како што рече колега Гога, беше во годините 16, 17 и 18-та. Апликацијата беше порано, дури во 14-та година првата идеја за проектов и реализацијата почна, значи, 2016 година. Во проектот беа вклучени 18 високообразовни институции и мали и средни предпријатија од 9 европски земји. Према бројкиве, значи може да се види дека беше прилично голем проект, може би не толку во парите колку од бројот на учесниците. И идејата беше да се развие клауд базирана инфраструктура и организација за образование во областа на микроелектрониката. И да се обезбеди, значи, да ресурсите за образование, да се има далечински пристап и да може да се споделат софтверот, професионалниот софтвер што го има сите овие организации кои што учествуваа во проектот. Исто така и да може далечински да се овозможи далечински пристап на опремата која што служеше за образование во областа на микроелектрониката. Значи, ова беше дел од регионалната Knowledge Алијанса во областа на микроелектроника, каде што спаѓаат земји од овие 4 области од Европа, медитерански, централноевропски, од Балканот и од Северна Европа. Еве ги учесниците во проектот, значи Бугарија, Франција, Италија, Шпанија, Македонија, Франција, Романија, Германија, Холандија, Унгарија и Шпанија. И од поголем дел од земјите, значи имаше
високообразовни институции, значи во главно универзитети и компании, мали и средни компании. Од кај нас, значи бевме ние, од нашиот универзитет и факултет, и беше компанијата Атроника. Овде на десна слика може да се види кои се компаниите. Буџетот беше скоро €1.000.000, од кои што на нас ни припаѓа скоро €46.000, што мислам дека вака изгледа малку, но беа сосема доволни да тие 3 години ние бидеме дел од оваа голема група на универзитети и компании, да се стекнеме со прилично високо ниво на знаење во областа на микроелектрониката. Што е тоа што го постигнавме? Значи, прво беше споделена mCloud инфраструктура, значи на сите овие учесници, значи сите учесници изградија своји клауд решенија во областа на микроелектроника, кои што беа споделени меѓу себе. Значи секој од учесниците имаше право да ги посетува сите клауд решенија на учесниците. Понатаму, секој од овие учесници, софтверот кој што го поседуваше, го ставаше на клауд и останатите учесници може да го користеат софтверот, особено овде кога стануваше збор за прилично скапи софтвери, кои што се употребуваат во областа на микроелектроника. И на крајот сите или скоро сите учесници работеа на развој на нови курсеви, значи при што се развија 21 курс од академските партнери и 4 курса од бизнис партнерите. Сите овие курсеви беа поставени на клауд и сите ние учесници имавме и се уште имаме достап до овие курсеви. Значи една голема палета на знаење која што се овозможи, значи пристап, отворен пристап до сите учесници. Во рамките на проектот, на почетокот беше направен флаер, кој што беше делен при разни пригоди, по конференции, помеѓу учесниците и така натаму. Резултатите од проектите беа представени на повеќе конференции во повеќе списанија, значи 19 труда вкупно беа презентирани на конференции во списанија, од кои што во 2 труда учествувавме и ние, во едниот труд учествував јас, а вториот труд беше наш труд на Едукон конференцијата на Тенерифе. Како насловите на овие 2 труда може да се видат тука. Може би на почетокот требаше да кажам дека од нашиот факултет учесници на проектот беа нашиот институт, значи Институтот за автоматика и системско инженерство, начело со мене, Горјан и останатите колеги од институтот, а беа и колегите од Институтот за електроника, каде што колегите ги водеше колешкава Катерина Ралева. Кои беа резултатите на
Нашиот факултет, значи ние учествувавме во развој на курсевите, учествуваме во користење на опремата која што ја нудеа другите и дел од нашата опрема овозможиме да биде користена, бидејќи ние пред ова го имавме еден Scopus проект кој што беше помеѓу Швајцарија, Бугарија и нашиот универзитет и во која што го почнавме развојот на микроелектрониката на нашиот факултет и во рамки на кој што набавивме прилично скапа и корисна опрема од областа на микроелектроника. Нашиот универзитет, значи ние развивме своји образовни и истражувачка инфраструктура на полето на микро и нано технологии. И во рамките на претходниот проект Scopus ние развивме студиска програма на втор степен на студии, значи на магистерските студии, а во рамките на овој проект, на МЕКА проектот, го унапредивме тоа што го даваме ние на таа студиска програма. Исто така имавме многу контакти и соработки со другите европски универзитети при нашето патување и еден од состаноците на учесниците во проектот беше кај нас, каде што имаше скоро 40 учесници од проектот кои што дојдоа во Скопје и тоа состанокот се одржа на нашиот факултет. Во рамките на проектот подпишавме и меморандум за соработка со Полито, кој што е дел од универзитетот во Торино. Во врз база на што после тоа неколку пати веќе конкурираме на проекти, на разни проекти од областа на микроелектроника. За жал, до сега не успеавме да добиеме нов проект, меѓутоа соработката и понатаму продолжува. Ние развивме 2 курса во рамките на нашата студиска програма на втор циклус. MEMS сензори и актуатори, кој што беше развиен од колеги од нашиот институт, и Semiconductor Device Modeling или моделирање на полупроводнички уреди, кој што беше развиен од колегите од електроника. И двата курса се дел од студиската програма на постдипломските студии. И околу 40 студенти учествуваа, значи и од КХИЕ и од КСИАР учествуваа во рамките на овој проект. И имаше доста позитивен фидбек од студентите кои што беа дел од оваа програма. Посебно сме горди што само ние од сите учесници на проектот, заедно со колегиве од Бугарија, од Техничкиот универзитет во Софија, од факултетот за електроника, напишавме книга микроелектроника и примена на микроелектроника и наноелектроника, на која што работевме сите учесници од нашиот факултет, заедно со колешкава Катерина Ралева, работеше заедно со колешкава Драгица Василева од Америка. Книгава беше
издадена од нашиот факултет и служи како учебник, меѓу другото и како учебник во рамките на студиската програма на втор циклус на студии. Ова е слика од промоцијата на книгата во Innofaith. На крајот ќе представам неколку слики од кои што се види нашето учество. Ова е од последниот состанок во Будимпешта, еве го Горјан. Ова е од, мислам дека е од Тулуз, во Франција. Ова е сликата од Берлин. Ова мислам дека е од Шпанија. Овде работава на клауд решението покрај учесниците од нашиот институт и од Институтот за електроника. Ни помагаше и даде прилично голем успех и колегата Ристо Чавдаров од нашиот компјутерски центар. Мислам дека за почеток е доволно. Останувам на располагање да одговорам на вашите прашања. Ви благодарам. Во ред, професоре, ви благодарам за убавата презентација. И сега ќе замолам, ако може, во интерес на времето, бидејќи една презентација треба колегата Геразов, кога ќе заврши со часови да ја направи во паузата, да, ако може, да ги оставиме прашањата и дискусијата за на крајот, како ќе завршат презентациите на проектите, па тогаш, ако има некое прашање и дискусија, да тогаш тоа го направиме, за да имаме време во меѓувреме да презентираме уште барем еден дел од проектите, а потоа да дојде колегата Геразов во паузата. Ако се сложуваме, тогаш следен проект кој што е за презентација, ќе го презентирам јас. Тоа е виртуелна лабораторија за мехатроника или кратко Вимела, кој што се реализираше во периодот од 1 ноември 2017 до 31 октомври 2019 година и како што пишува е завршен. Така што сега ќе преминам јас на презентација на тој материјал. Лака. Да почнеме. Значи се работи за проект под назив, како што реков, Вимела, каде што од наша страна, како работоводител на проектот се појавувам јас, беше реализиран во периодот кој што го спомнав, но да одиме поред. Значи, содржината на мојата презентација ќе даде осврт на учесници на проектот, веб страната, како изгледа, еден слайд, цели на проектот, активности кои што беа реализирани, набавена опрема и резултати од проектот. Овде се дадени учесниците, значи беа 4 учесници, од кои што координатор беше Политехничкиот универзитет во Лоџ, Полска. Како партнери се појавувавме ние, Универзитетот Кирил и Методи и Факултетот за електротехника и информатиски технологии, Универзитетот во Тарту, Естонија и Универзитетот во Павија, Италија. Овде се дадени од веб страната е земено ова на проектот. Можете да видите тука дадене линкот до веб страната каде што можете да видите повеќе информации за проектот. Ова е целиот тим, сите учесници во проектот од Полска, Естонија, Италија и Македонија. А на следниот слайд можете да ги видите учесниците или тимот од нашиот факултет. Значи јас Гога Цветковски како главен координатор, да речеме, за тимот или за делот од тимот од Македонија, потоа професорката Лидија Петковска, професорот Михаил Дигаловски и професор Маја Целеска Крстевска. Тие сите учествуваа со своји активности во рамките на проектот и дадоа придонес во реализација на проектот. Ова е почетната страна како изгледа, е малку динамична страната, барем во овој дел тука, само имав намера да ви дадам првичен изглед како изгледа веб страната, креирана
на серверот на координаторот во Полска, значи во Лодж на универзитетот е поставена ова веб страна каде што има доста информации. Од таму се преземени и овие цели на проектот. Значи идејата беше да се создаде програм кој што ќе функционира во виртуелна реалност, а со тоа да им овозможи еден нов пристап на студентите во совладување на материјалот, каде што во рамките на проектот беа креирани 3 сценарија, ќе ги видиме понатаму, или дефинирани 3 сценарија, од кои што едното беше да се може да се усовршат принципите на работа на електричните машини. Второто е да се креираат и да се тестираат софистицирани мехатронички системи и да се реализираат некои реални сценарија со опремата која што е достапна во рамките на виртуелната реалност на проектот. Тоа е она што студентите би го добиле како едукација, речеме, или како дополнително знаење од она што го добиваат по редовните програми. Потоа, како универзитетите сите партнерски земји добија една софистицирана алатка која што може да ја користат во едукативниот процес, која што овозможува и малку подруг пристап во лабораториите, односно овозможува виртуелен пристап до опрема, без при тоа да мора да има наставно лице во близина на студентите за да ги контролира во нивната работа, значи сосема безбедна работа со опрема која што во реални услови би требало да биде контролирана од некој од наставниците од факултетите и универзитетите. А исто така со помош на овој софтвер се подобруваат и програмите на одредени предметни единици, односно се воведува содржина во предметите која што дава нова димензија на предметите. Што се десува пак во реализацијата, понатамошната реализација или имплементација на знаењето што ќе го добијат студентите, значи тоа им овозможува на студентите дополнителни квалификации да добијат во рамките, користејќи ги овие софтверски решенија, а пак од страна на вработените помалку обука на кадарот за кој што е наменет да ја користи оваа опрема, значи кадар што ќе се обучи за ваквото користење на опрема, во еден добар сегмент ќе биде солидно обучен. Тука се дадени трите сценарија кои што беа предложени во пријавата на проектот и беа одобрени како сценарија кои што ќе овозможат да се реализираат овие три сегменти од софтверскиот програм кој што е направен во виртуелна реалност. Значи, првото сценарио за кој што бевме ние како тим задолжени беше да се дефинира и да се реализира конструкција и работни режими на електричните мотори. Значи, во овој дел требаше ние како тим да ги дефинираме типовите на мотори и нивните составни делови и тридимензионален изглед на тие мотори со сите составни делови што ги имаат, за да можат, ќе видите подоцна, студентите од она палета на делови од мотори што ќе бидат поставени во просторијата кај што ќе ги составуваат, да можат да си ги изберат соодветните делови и потоа да го состават моторот. На ваков начин им се овозможува на студентите да вака внатрешно да ја погледнат или подетално да ја погледнат конструкцијата на електричните мотори, барем на оние што ги избравме да бидат направени. За истите тие мотори потоа или за дел од нив требаше да се направи математичко моделирање, односно да се дефинираат преку изрази карактеристиките за да може да се направи и овој вториот дел што е сега работни режими на електричните мотори. Во недостаток, да речеме, на време, бидејќи само 2 години траеше проектот, направен е само за еден мотор со задача понатаму да се направи уште за неколку други мотори, да можат студентите да вршат испитување на електричниот мотор без, значи во виртуелна реалност и да можат да ги добијат карактеристиките и да ги видат оние работни точки
на карактеристични работни точки да ги испитат на овие карактеристики. Второто сценарио беше управување на систем за сортирање на пакети во магазин и овој дел требаше да го изработат, или ова сценарио да го изработат колегите од Полска. Додека третото сценарио, параметрирање на елементи на лента за сортирање на технички отпад, овде е технички и домашен отпад, но функционираат и двата типа на сценарија. За тоа беа задолжени колегите од Италија, значи тие требаше да го осмислат и да го дефинираат целото сценарио, а колегите од Тарту тие имаа задача да сето ова потоа го вградат во виртуелната реалност, односно да го во софтвер за изработка на виртуелна реалност да ги вградат овие три сценарија кои што потоа би биле апликативни. За сите тие сценарија повторно, значи како што кажав за првото и за останатите две, требаше да се направи математичко моделирање на тие сценарии, да се дефинира математички модел кој што потоа ќе биде вграден во софтверот за виртуелна реалност, за да може целото тоа да функционира. Просторно моделирање, значи требаше да биде дефинирана просторија со сите пропратни елементи, да биде толку реално како да се наоѓате во некој индустријски капацитет. Сега оние слайдови што ќе слики што ќе ги видите се од некоја меѓуфаза, инаку крајното решение многу поубаво изгледа од она што ќе можете да го видите, и како крајна цел беше да се реализира овој софтвер од кој што ќе видите дел од сликите, ќе видите како изгледаат, а можете на веб страната, значи на проектот има и едно 3-минутно филмче кое што колегите го направија, каде што го промовираат материјалот од софтверот, па таму можете повеќе да видите како изгледа таа виртуелна реалност. Како што реков, проектот траеше од 1 ноември 2017 до 31 октомври 2019. Беа реализирани 4 состаноци на кои што постапно се разработуваа сценаријата и се анализираа резултатите од поединечните стадиуми како што беше развитокот на софтверот. Значи првиот состанок беше запознавање и дефинирање на задачите за доследниот состанок, на следниот состанок веќе беа презентирани оние сценаријата од секој тим како го замислува и некои првични идеи. Третиот беше веќе конкретизирање на овие сценарија, на четвртиот состанок беше разгледана првата верзија на софтверот и беше дефиниран датумот за оваа работилница која што беше организирана во Охрид во периодот од 9 до 13 септември, на која што учествуваа сите партнери, што ги видовте на пред неколку слайдови тим, скоро сите, повеќето од нив беа тука, но што би сакал да напоменам тука е дека и дојдоа и по 5 студенти од секој партнер учесник во проектот. И улогата на студентите бе, значи имавме 20 студенти кои што требаше да го тестираат софтверот, односно да им бидат дадени одредени насоки како тоа функционира и да секој тим имаше, секоја група на студенти, 3 групи на студенти беа направени, да го тестираат програмот во сите 3 сценарија и да ги кажат своите впечатоци и согледувања, за да потоа им помогне на колегите од Тарту Естонија да ги коригираат некои работи или да ги дообјаснат некои работи или да ги направат поприфатливи за корисниците, затоа што на крајот студентите се тие кои што ќе треба да го користат овој софтвер и треба да биде прилагоден кон нивните афинитети и способности. Од Македонија беа на конкурс беа избрани 5 студенти, значи тоа беа Ангела Најдоска, Ангела Попова, Илија Ивановски, Стефан Трифунов и Зоран Пушев. И овде се неколку слики од таа школа, да речеме, или тренинг сесија во Охрид, во универзитетско соделетувалиште, и дел од оние тестирање на софтверот, значи еве како со овие научари за виртуелна реалност, студентите имаат потоа можност да ги тестираат сите 3 сценарии. Овие се слики од првиот состанок кога на студентите им се објаснуваше што и како е нивната задача, што ќе треба да прават и она првично запознавање на меѓусебно запознавање. Во рамките на проектот
секако дека беше набавена и опрема, значи еден персонален компјутер со дополнителна графичка картичка која што ги овозможува нормално работење на софтверот во виртуелна реалност, и таа опрема сега се наоѓа на факултетот и ќе почнеме да ја користиме од овој семестар во лабораториските вежби по одредени предмети, во мали специјални машини, можда и во мехатроника, каде што студентите ќе имат прилика и преку оваа виртуелна реалност и да се запознаат со виртуелната реалност и да видат кои се придобивките кои што ги носи оваа виртуелна реалност во совладување на одреден материјал на одреден наставен материјал. Резултати од проектот се изработка на софтвер во виртуелна реалност во кој што се вградени сите три сценарии. Вака изгледа програмот на почетокот. Вие треба да кликнете на некој од овие три сценарија во кој што сакате да работите и потоа влегувате во таа просторија каде што е создадено или направено тоа сценарио. А за да им помогне на студентите, изработени се упатства за сите три сценарија, кои што се потоа преведени и направени на јазиците на сите 4 земји партнери плюс на англиски јазик. И тие можете да ги најдете исто така на веб страната на проектот, значи кој сака да отвори да види, да разлиста што се внатре може да се прави со овие софтверски решенија, може да погледне. Сега по неколку слики од тоа како изгледа виртуелната реалност, да речеме, за првиот сценарио. Значи, ова е работната површина, каде што студентите ќе треба од овие полици тука да си изберат, да ги изберат соодветните делови за даден мотор. Значи, секој студент ќе добие задача, по случаен избор, ќе добие задача кој тип на мотор треба да го изработува. Таму се беа дадени, во менито има 6 мотори, еднонасочен мотор со перманентни магнети, синхрон мотор со перманентни магнети, асинхрон мотор, синхрон мотор за перманентни магнети кој што би имал улога да работи како генератор, и класичен еднонасочен мотор. Така вака изгледа селектирањето, значи кога ќе се приближите со оние рачките за селекција од опремата со наочарите, штом ќе се приближите до тој дел што сакате да го селектирате, тој вака добива жолта рамка и ви кажува што дел е, дали е статор, ротор, ево вика магнет, и на тој начин можете да го изберете и да го пренесете на работната површина и потоа да го составите моторот. Се разбира, во упатството се е дадено како тоа треба да се направи. И ова е оној втор дел од првото сценарио, каде што е дадено дека веќе се поставена е машината и сега со регулација на одредени параметри на, да речеме, да се менува оптоврувањето на моторот, се добиваат овие работни карактеристики на моторот, синхрониот мотор со перманентни магнети, со тоа што со овие две точки се покажува во кој дел од карактеристиката се наоѓате при дадено оптоварување на моторот. Така студентите добиваат осет за како може да се наменуваат карактеристиките согласно промена на одредени параметри на моторот. Второто сценарио е пак управување систем за сортирање на пакети во магазин. Фактички тука треба на оваа плоча да се направи еден PLC симулатор, че да се донесат елементи кои што ќе вршат управување на оваа количка. Се разбира, секој од студенти или група на студенти ќе добијат задача што треба да направи оваа количка, да речеме дали да оди од оваа страна да земе и да донесе на оваа страна. Значи сето тоа треба преку ова управувачко коло дека да биде дефинирано, за да тие може да го реализираат тоа движење на количката. И третото сценарио е лентата за сортирање. Значи вака изгледа во последна изведба што е направена на програмскиот пакет. Значи треба да изберат дали ќе биде тоа индустријско или за домашна употреба. Може има две можности софтверот. И сега треба да изберат капацитивни, индуктивни сензори и актуатори кои што ќе го вршат движењето. Значи фактички треба на лентата овде на горниот дел има простор каде се подредуваат овие сензори. Ево овдека е дадено. Да се додаде после нив актуатор кој што кога ќе детектира некаков отпор, актуаторот всушност да го бутне тој дел од отпадот, од парчето во некој од овие три отпадни кутии и софтверот брои
колку сте имале успешни или неуспешни. Значи, ако се добро параметрирано, тогаш отпадот ќе се оди соодветно секој во својата корпа. Ако нешто не е добро параметрирано, тогаш ќе се јавуваат грешки и на крајот од тоа ќе ви од вежбата ќе ви каже софтверот колку имате успешни, колку неуспешни, со тоа да можат студентите да се коригираат и да го подобрат работењето на овие системи. Тоа е вака накратко за софтверскиот пакет и за резултатите од реализацијата на овој проект. Еве, професор Станковски ме потсети, јас тоа изумив да го ставам, и од нашиот проект се има неколку трудови кои што се реализирани или презентирани на меѓународни конференции, но тоа што би сакал да го потенцираме од резултатите од проектот се прикажани во едно посебно поглавие од книга која што е веќе објавена, која што се бави со проблематиката на виртуелна реалност. Ви благодарам за вниманието. Добро, одиме сега понатаму. Следен проект за презентација ќе биде иновативен наставен пристап кон развојот на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално време. Раководител е професор Живко Коколански и сега овде за жал немав информацијата, ама реализиран е од веб страната. Живко ќе ни каже подетално во кој период е реализиран проектот, па Живко повели. Се разбира, благодарам Гога. Сега само прашање, не знам, колегата Геразов замоли на пауза. Тогаш да го пуштиме Геразов, ако е тука Геразов. Да, основно прашање ме бидејќи или ќе треба да се приклучи многу на брзина или... Да, извини, јас не видов дека сме таман со времето кога Бранко може да ни биде достапен. Ако е тука, еве можам да му остапам место на него, ако не, можам се разбира јас да презентирам. Но изгледа уште не е вклучен. Уште не е вклучен. Ако не да го почекаме можда некоја минутка, можда така ќе биде подобро, отколку после да се бркаме еден со друг. Ќе го вратаме со оној слайдот што го имам од претходно, па да видим ако се приклучи, да не биде вака. Горе, тоа е 2-3 минутки да почекаме. Ајде, ќе почекаме да се приклучи, да не направиме. Добро. Да не му направиме нему проблем, зашто сепак е меѓу 2 часа, да не му нарушиме наставата. Така. Кога може би да не седиме џабе, ако има некој нешто да праша во вршување. Да, еве може, апсолутно, еве ако некој сака да праша од она што досега е презентирано, може, да, слободно. Или нешто да додаде. Ако може, јас би прашал. Ајде, повелете, професоре, повелете, добар ден. Добар ден. Јас пишав поздрав до сите на чат. Да, видов, благодарам, ама јас ангажиран околу организацијата. Нема проблем, вие си водите вашата работа. Ме интересира за вашиот овој проект. Дали некаков специфичен алгоритам е развиван за управување на сортирната лента
или пак е употребен готов алгоритам за програмабилниот логички управувач? Не можам да ви кажам со точно, затоа што не го работевме тој, дали јас само ги видов Тоа го правеа резултатите. колегите од Полска, така? Полска, да. Ама мислам дека одеа на тоа да не знам дали имаше некоја за апсолутно не знам. Јас само знам дека целта на студентите е да ги поврзат елементите и сега ако правилно ги поврзат, тоа ќе функционира. Ако нешто сгрешат, наместо да оди во десно, ќе оди во лево количката. Значи, тоа знам, а во деталите како тоа го имаат направено, не можам да ви одговорам. Благодарам. Инаку Полска има многу висок степен и на наука, и на технологија, и на компоненти, кога станува збор за автоматизација на индустријски процеси. Да. Епа тие беа поттикнати, фактички идејата им беше поттикната од барањата на нивната индустрија за обука на студентите да имаат некакви познавања дополнителни од овие области и некако да тоа им после им биде полесно да ќе се адаптираат во индустрија. Виртуелната лабораторија е извонредно прикладна за таа намена, поготово за да се приближат луѓето до реална индустријска амбиент, околина, во која нужно треба да работат и техничари, ама и инженери. И инженери, да. Точно е, тоа е точно. Инаку ме подсетивте во многу дамнешна, пред некој, бога му, 5 децении без мало. Полска беше, кога јас не бев ни на факултет, како млад инженер, полска компанија учествуваше во автоматизацијата на едни процеси технолошки во как се вика, понатака, не Југохром, него према Тетово. Не и се, индустријата. Тетекста не беше? Не, големата металургија, мислам дека е затворена веќе. Погон за натриум дисулфид, кој што учествува во рафинирање на хромова руда. И Јегуновце тоа е. Јегуновце, да, Јегуновце, миле. И јас, како млад жутоклјунец инженер, требаше да се запознам со нивни и сензори, и преобразувачи на сигнал, бидејќи натриум дисулфид во металургија е, ама всушност е хемиско-процесна постројка, апаратура, која е еден вид на примитивен мешач, хемиски со мала предреакција. И тогаш првпат се соочив со нешто што се однесува, денеска е одлично развиено, програмабилни логички управувачи, ама ја требаше да научам такво нешто. Требаше да научам едноставно логичко управување, како што знаме и умеам. Кртав контакторски шеми со вклучени и исклучени контактори наместо математика. Тоа беше отприлика пред половина век. 67 вајда. После дипломирањето. 67. Бранко, тука ли си? Јас не го гледам на списокот. Само што се слушнав со него. Еве го, Бране. Одлично. Ете, така. Да. Браво, Бране. Ајде, Бранко, здраво. Тогаш да го најавам проектот на Бранко. Еве да излеземе во пресред. Благодарам за твојот напор да и да учествуваш на ова активност, а и да ги одржиш часовите како што треба. Така што еве ќе го најавам, значи ќе го промениме редоследот, значи сега ќе следува презентација за проектот Напредни техники за машинско учење, наменети за стручно образование. Раководител е професор Бранислав Геразов. Проектот е во текст, значи од 2020 до 2023, Бране повели. Фала ти, Гога. Само да го споделам екранот. Добро. Океј, значи проектот е во тек, како што кажа Гога, кратенката е Valens, Advancing Machine Learning in Vocational Education. Значи фокусот на нашиот проект е унапредување на машинското учење, односно на наставата во областа машинско учење и податочната наука, значи Data Science, во стручното образование,
При тоа фокусирани сме на средните стручни училишта. Ова е кратката содржина низ која што ќе поминам денеска. Веднаш ќе одам на партнерите. Значи во конзорциум сме со 3 средни стручни училишта и еден истражувачки институт. Значи од Словенија имаме 2 партнери. Тоа е школскиот центар во Крањ, кој што е еден голем центар регионален таму во Словенија, со многу имаат 2-3 ученици, покриваат разни области од средното стручно образование. Тука е Јожеф Стефан институтот, еден реномиран истражувачки институт од Лјубљана, со кој што негуваме долгогодишна соработка. Еден од водечките истражувачки центри за областите машинско учење и податочна наука. Потоа од Србија имаме уште едно средно стручно училиште, тоа е Михајло Пупин во Нови Сад, исто еден голем образовен центар. И од ке нас е средното стручно училиште Илинден од Скопје и секако ние факултетот со Универзитетот Кирил и Методи. Значи, која е основната мотивација за овој проект, што стои зад овој проект? Живееме во време во кое што машинското учење и податочна наука стануваат се позастапени во индустријата. Значи, до пред некои 10-20 години системите базирани на правила беа доволно добри за да одговорат на потребите во индустријата, меѓутоа немаше простор за нивно понатамошно напредување и нивното усложнување водеше кон тешко одржливи системи и системи кои што тешко може да се надградат. Например, тука ќе кажам за синтезата на говор, која што е некоја област со која што подобро сум запознаен. Тие синтетизатори за... Здраво, професоре. Значи, тие синтетизатори беа многу тешки да се направат, многу тешки да се одржат. Јас баш правев таков еден систем за магистерските. Се дека не дојде машинското учење и не донесе некоја своевидна револуција. Значи, машинското учење, кога зборувам за машинско учење, исто тука ја опфаќам и науката за податоци, односно data science. Значи, машинското учење овозможува, нуди сет на алгоритми кои што можат врз база на множество податоци да ги извлечат законитостите што се во тие податоци и да научат некоја задача. Значи, ако се вратам назад на синтезата на говор, тука беше, да, синтезата на говор, всушност не мора ние на машината да ја направиме сет на правила како се создава говорот, туку напротив, можеме да дадеме многу снимки од говор и моделот да научи сам како треба да изгледа говорот и да научи да зборува во принцип. И ова се екстраполира на многу области, значи секаде денеска една од најактуелните теми е длабокото учење, оние длабоки невронски мрежи и еве само ќе кажеме како информација дека најголемите светски IT компании од GAFAM групацијата сите имаат оддели кои што работат на машинско учење, по-конкретно на длабоко учење. Добро, ова не е само за синтезата на говор, туку се однесува и за многу други области. Например, системите за машинско учење, односно за длабоко учење, во медицината исто така донесува своевидна револуција. Мислам 2015 беше трудот во кој што на надпревар фактички за детекција на тумори, системот за длабоко учење ги надминува перформансите на медицинските експерти. Значи во снимки мислам дека беа тие со компјутерска томографија, може подобро да детектира тумор отколку доктор. Сега ова можеби звучи чудно, затоа што нели човечката интелигенција се уште не е надмината. Меѓутоа, еве за да добиеме некоја перспектива, ако еден доктор
во својот работен век може да види илјадници, да речеме, вакви скенови. Машината која што е тренирана за оваа задача може да види милиони и милиони скенови. Значи има многу поголема моќ на агрегација, да речеме, на информации од големи множества на податоци. Меѓутоа не само тамо, значи се користи во законодавството, значи се повеќе се прават системи за анализа или генерирање на правни документи, развивање на софтвер и така натаму и така натаму. Сега, кој е проблемот тука? Значи, во ова област имаме професионалци кои што се високо образовани и тие се и скапи. Значи, за индустријата е скапо да има инженер по машинско учење, затоа што областа е сложена, потребно е голема инвестиција во образованието и дообразувањето, постојаното дообразување на овој кадар, поради тоа што област еволуира постојано и поради тоа ова работна сила е скапо платена. Од друга страна, бидејќи овие модели работат со податоци, работата со податоци не изискува големи вештини. Значи, поголем дел од таа работа е работа во која што треба да се види дали таа слика навистина е тоа што треба да биде. Например, ако работите на систем за автономно возење, значи за автономни возила, треба да проверите дали во сликата навистина има автомобил на таа локација или можеби нема, или треба можеби рачно да обележите каде има автомобил, каде има пешак и на овој начин потоа машината да научи што е пешак, што е автомобил. Оваа работа не изискува висока стручност, значи не ви треба високо образование за да можете да анотирате, да работите со податоци. И тука сега има шанса да се направи нешто. Значи, ако на некој што е скапо платен да развива модели за машинско учење, 80% од работното време му го посветите на работа со податоци, фактички неефикасно го искористувате овој скапо платен кадар. И сега тука е она што нашиот проект сака да го понуди како решение, а тоа е техничар за машинско учење, односно податочна наука. Тоа е фактички тоа е кадар со средно образование, меѓутоа со воведни познавања во овие две области и доволно стручен за да може да работи со податоците кои што се потребни за овие модели. Значи, ова е некој win-win, да кажеме, всушност овде е win-win-win сценарио. Добро е за техничарот, затоа што може да работи во некоја возбудлива област и во компании кои што се врвни, да кажам, технолошки компании. Добро е за оној високо образован кадар, затоа што тој сега може да се фокусира повеќе на дизајнот на моделите и нивната архитектура. И добро е за компанијата затоа што за тој високо платен кадар ќе го работи тоа за кое што е стручен, а ќе има исто така поддршка за нив преку ангажирање на техничари. И што прави Валенс во таа насока? Значи, главната идеја на нашиот проект е да направиме еден курикулум, значи една образовна програма за средните стручни образованија, која што ќе биде модерна, која што ќе ги опфати сите принципи и сите основи на овие области и ќе биде на ниво на средното стручно образование, односно на учениците во средното стручно образование. Исто така, во рамките на овој проект работиме и на софтвер кој што може да се искористи во насока на практична работа во ова област. Значи, техничарите ќе добијат знаење и ќе добијат практични вештини за работа со податоци кои што ќе им требаат за работување во компаниите. За ова веќе исто така имаме и поддршка од неколку компании кои што се заинтересирани за ангажирање на овој тип на кадар. Па, еве, проектот е
на пола од првата година, во декември имаме цела година и потоа уште една година, работиме интензивно и се надевам на следната презентација ќе ви покажеме веќе и први верзии од програмата и првите резултати од примената. Толку не би должел повеќе. Во ред, Бранислав, благодарам. Токму тоа сакав да го кажам, бидејќи ова сега е настан кој што ќе се одржува секоја година. Еве за идната година те држиме за збор да ни даеш малку повеќе резултати од проектот. И така ќе биде и со овие другите проекти сите кои што се уште во тек и траат. Значи тоа е идејата, меѓу другото идејата на овие презентации, да еве некои проекти можеме да ги следиме и во континуитет. Инаку веќе имаме некои резултати. Овдека еве на кратко само можеме. Така, слободно. Објавивме труд на годинешнава ЕТАИ конференција која што организира Сдруженијето ЕТАИ. Всушност направивме анкета во средните училишта, значи направивме ревју на областа, спремаме научна публикација која што ќе се публикува во списание. Таа е веќе спремна, треба да започне процесот за публикација. Меѓутоа исто така направивме анкета која што беше спроведена во овие средни училишта со кои што соработуваме и сакавме преку анкетата да добиеме некој впечаток за тоа колку се запознаени со оваа област, докај сме сега и на што треба да се посветиме и како тоа треба да го направиме натаму. Па овој труд е јавно достапен на нашата веб страна, може да погледнете, значи valence.fei.ukim.edu.mk. И мислам резултатите дека се ветувачки. Овој резултат може да го посочиме тука. Значи овој графикон е интересот на учениците за учење на data science, machine learning и статистика. Гледаме дека голем дел од одговорите се во десната половина, значи од 5 до 10 реагирале дека дури има некои 15% кои што вистина сакаат да учат машинско учење во своето образование. И може би уште нешто што е интересно за нас како лидери во регионот, ако ја видиме распределбата на машки и женски ке учениците, ќе видиме дека Македонија навистина не само во високото образование, значи на нашиот факултет има 45% колешки наспроти колеги, што е, мислам дека сме лидер во регионот посебно за, мислам, специфично за инженерските факултети за електротехника, и тоа и во средното образование гледаме 23% имаме жени, додека во Србија имаме некои 9%, а во Словенија само 2%. Добро, со тоа би завршил од моја страна, да не должам многу. Па затоа и IEEE има дел од организацијата која што вика Women in Engineering, така што можда и тие активности помагаат и кај нас поголем да биде интересот за техничките науки или покачување на интересот кај женската популација. Так. Бране, ти благодарам многу за презентацијата и за одвоеното време. Има некои прашања, јас би се вратил на час сега, не знам. Ако има некој сега да искористиме, ако некој сака сега да го праша, бидејќи потоа ќе продолжиме, а не знам дали можда ќе траеме до следната твоја пауза. Ама за секој случај, ќе се вклучам. Да, ако има некој прашање, повелете. Добро. Ако нема, благодарам, па се гледаме. Ајде, добро, одиме понатаму. Значи сега ќе остане колегата Живко Коколански да направи презентација на она што го најавивме, но и на следниот проект, еве да не правам јас прекин, ќе најавам, значи колегата Живко Коколански ќе ни ги презентира резултатите или целите на два проекти. Едниот, како што најавив, иновативен наставен пристап кон развојот на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално време, проект кој што е завршен, и проект кој што е во тек, Убилаб, значи се присутна платформа за виртуелни лаборатории, каде што раководител е професор Марија Календар, но таа рече дека колегата Живко Коколански ќе го презентира овој труд. Па, Живко, повели, имаш простор за две презентации. Добро, благодарам многу. Се надевам дека го гледате мојот екран, така? Да, во ред е. И па добро, честа и моја
да имам можност да презентирам дел од резултатите кои ги имавме во два проекти. Едниот проект е овој кој што ќе го презентирам на почеток, иновативен наставен пристап кој назваат на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално време. Јас бев раководител на овој проект кој што е завршен, тој се реализираше во текот на 2018 и 2019 година. Мислам дека постигнавме доста резултати кои што ќе се обидам некако накратко да ги систематизирам, меѓутоа пред се ќе се фокусирам на резултатите кои што ги продуциравме ние како факултет, бидејќи самиот проект, иако беше доста краток, 13 на месец имаше 16 интелектуални трудови, а тоа е навистина многу работа и мислам дека вака во некој се предвидено време од 10 минути дури немаме премногу време и од тие причини во оваа презентација јас се фокусирав пред се на нашиот удел и на нашите резултати, иако се разбира дека целиот конзорциум работеше цело време заеднички и дека секој партнер имаше придонес во работата на секој интелектуален труд од другите партнери. Значи, се на се вкупно во самиот проект имавме 5 партнери со кои што ние имаме претходна долга соработка и некако логично беше да направиме еден ваков конзорциум кој што пред се има големо искуство во виртуелната и софтверски дефинираната инструментација. Нашето претходно искуство се темели и на фактот што долги години претходно имавме реализирано балкански надпревар во Лавдио на кој што нашиот факултет скоро секоја година учествуваше и постигнуваше одлични резултати. Носител на самиот проект беше Техничкиот факултет од Нови Сад, Техничкиот универзитет во Нови Сад. Нашиот факултет се разбира ФЕИТ и УКИМ беа дел од овој проект. Потоа Техничкото свеучилиште од Загреб, Електротехничкиот факултет од Белград и Политехничкиот универзитет од Варшава од Полска. Значи имавме така, јас би рекол можеби малку проширен балкански конзорциум, кој што до некаде ни ги олесни активностите во проектот, барем во смисла на патување и организирање на оние настани кои што се разбира тогаш можевме да ги реализираме во живо, а не вака виртуелно. Имавме повеќе поставени цели на проектот. Пред се однесуваше на мерната техника, на виртуелната инструментација, значи да ги продлабочиме и да ги модернизираме нашите сознанија за мерната техника и инструментацијата. Меѓутоа, како што реков, најголемиот дел од проектот беше фокусот беше ставен на виртуелната инструментација и програмирање на високо ниво во Лавдио. Тоа беше едниот од целите на проектот кој што би рекол од врвните цели, меѓутоа втората исто така не помалку важна цел беше и да направиме некој иновативен наставен материјал кој што ние ќе го потребуваме во нашите стандардни предмети кои што ги имаме на додипломските, меѓутоа и на последипломските студии. Исто така имавме за цел да реализираме голем број на виртуелни системи како експериментални реализации, кои што потоа студентите на нашите факултети од сите партнери во проектот ќе може да ги употребуваат во еден вид на хардвер во јамка или хардвер in the loop симулации. Значи, овие реализации, експериментални кои што тука ги имаме реализирано, пружаат можност понатаму во некоја симулирана виртуелна околина да користите реален хардвер кој што ќе може да речеме да се имплементира некој алгоритам за управување или нешто слично. И исто така, нормално во рамките на проектот си дадовме за цел да го организираме балканскиот надпревар во Лавдио, кој што веќе реков дека традиционално претходно се реализираше. Време траењето на проектот беше релативно кратко како за Еразмус проекти, 13 на месеци, значи во 2018 и 2019 година и буџетот од прилика 100.000 евра, нешто помалку 98.000 евра беше вкупниот буџет за сите партнери од проектот. Овие беа интелектуалните трудови на кои што нашиот факултет директно беше носител, раководител на овие интелектуални трудови. Како што реков, ние учествувавме и во сите останати трудови, помагавме на партнерите како што и тие помагаа за реализација на овие интелектуални трудови кои што еве сега на кратко ќе ги проанализирам. Значи прво наместо веб страна ние отворивме Moodle платформа, бидејќи самите резултати од проектот подразбираат дека ние ќе имаме голем наставен материјал и голем број на тестови и квизови кои што ќе ги реализираме. Па Moodle платформата представуваше една добра основа, бидејќи таа е доста користена во високото образование и општо во образованието во светот
и бидејќи таа е отворена платформа која што може да се модификува, што дава одредени предности за понатамошен развој на самата виртуелна платформа. Реализиравме голем број на видеоматеријали за наставни цели. Значи, видеоматеријалите беа реализирани на неколку начини. Видеоматеријал кој што, например, презентира одреден експеримент, одредени резултати од одредени експерименти или пак класични предавања на некои специфични теми во смисол на напредна реализација или напредни програмски архитектури на виртуелната инструментација во Labview. И исто така ние модернизиравме еден академски курс, процесни мерења, кој што веќе на додипломските студии го реализираме на наставната програма Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика. Го модернизиравме тој предмет, меѓутоа и направивме еден нов курикулум за еден нов предмет на втор циклус на студии, а тоа е софтверски дефинирана инструментација. Платформата за учење, модул платформата, како што реков, е отворена платформата, може да се надградува, сите резултати од сите партнери може да се најдат тука. Како што реков, воглавно се однесуваат на новите курсеви, видеоматеријали, книги кои што ги публикувавме, практикуми, експериментални реализации, во смисол на отворени кодови во Labview и така натаму. И исто така ние дури со партнерите од проектот проведовме неколку тестирање на мешовити групи во вид на колаборативно учење, бидејќи сакавме да видиме каков е балансот на нашето знаење во околните земји, и тоа беа прилично интересни резултати кои што ги публикувавме на една научна конференција. Еве на кратко само ќе кликнам до платформата, чисто да може да ја видиме. Таа е апсолутно активна. Сите настани кои ќе се реализираа беа овде публикувани. Исто така и сите материјали можат да се најдат на оваа платформа. Еве ако кликнеме на нашиот универзитет, веднаш можат овде да се видат и двата предмети кои што ние ги рековме дека ги модернизираме. И еве ако притиснеме на процесни мерења, ќе може да се најдат голем број на презентации, пишани текстови, имаме нова книга, овој предмет, исто така реализација на голем број на виртуелни инструменти, како што реков, во вид на отворени кодови, нови лабораториски вежби, и исто така неколку линкови, видеолинкови со кои што се покриваат одредени специфични теми од областа на процесните мерења. Околу видеоматеријалите, повеќе видеоматеријали беа реализирани од нас. Еве сам ќе пуштам можеби две од нив, чисто колку да видите како тие се реализира. Едно видео ќе пуштим едно видео кое што се однесува на кондиционирање на сигнали и аквизиција на податоци. Сите видеа беа реализирани на англиски јазик заради мешовитиот конзорциум. И едно видео кратко ќе пуштам за една експериментална реализација колку да се добие осет за активностите на нашиот проект. Меѓутоа, само краток инсерт во односно на што се случува. Hello everybody. My name Еве понапред. VM. Here is the sum of the signal voltage, which is here noted as Vs, and the potential difference, delta Vg, between the signal source ground and the measurement system ground. Or also Исто така имавме експериментални реализации за време на видеата, експериментални демонстрации во живо, што би рекол, ова е на аквизиција на сигнал. Добро. И еве ќе пуштам едно кратко видео за реализација, експериментална реализација на мултисензорски систем. Ова е црн агол кој што содржи 27 сензори за температурно мапирање на температурна дистрибуција на најчесто кунски апарати кои што може да развијат поголеми температури во околината. Значи, реализиран еден ваков систем, комплетно и хардверска и софтверска реализација, се предпоставува, како што можеби сите очекуваме, дека реализацијата софтверска е во Labview, каде што можеме да видиме дводимензионална и тродимензионална дистрибуција на температурата во аголот. Ова е кога аголот е ладен, значи можеме да видиме дека горе-долу температурата, односно дистрибуцијата на сликите е униформна. Меѓутоа, кога ќе ставиме еден ваков
бокал за вода, ова всушност и реално тестирање кој што се прави при сертифицирање на ваквите домаќински апарати и еве по 10 минути може да се види дека температурната дистрибуција е таква да кон во ќошот на самиот тестирачки агол температурата пораснала и тоа за неколку степени, 31 степен во однос на 22 степени на околината. Добро, ќе продолжиме понатаму. Голема задоволство имам што реализиравме еден здружен практикум, ова е пишан текст, книга на англиски јазик, која што има некаде околу 240 на страни, 223 страни. Оваа книга е здружен труд од сите партнери во проектот и е навистина до сега доста референцирана литература во оваа наша област, и тие причини јас сум многу горд за неа. Ние имаме напишано едно поглавје, јас и колегата Бодан Велковски го напишавме ова поглавје. Ето ова е нашето поглавје кој што се однесува на аквизиција на податоци. Меѓутоа, не само тоа, туку исто така реализиравме голем број на практични реализации. Ево во овој момент би сакал можеби да ја стартувам ова реализација која што најде примена во лабораторијата за електрични машини. Ова е SCADA систем на ветрогенератор, кој што исто така може да управуваме одредени потрошувачи, да вклучуваме на него, да ги следиме критичните параметри, меѓутоа исто така и да дефинираме некои извештаи и да ги нагодуваме параметрите на овој систем. Нашиот мотив беше да оваа реализација покрај директен резултат од проектот да најде примена во лабораториските вежби на нашиот факултет. И еве можеби исто така на кратко би ја покажал и оваа паметна куќа која што возможува сите овие сликички овде што ги гледаме се еден вид на виртуелни сензори или актуатори на кои што, како што реков, може да се реализираат експериментални реализации на хардвер во јамка или хардвер in the loop, каде што актуаторите и сензорите од оваа реализација може да се користат како реалистични сензори и да се тестираат некои управувачки алгоритми. Добро, понатаму, како што реков, процесни мерења академскиот курс го модернизиравме, направивме нов учебник, односно нови поглавја на учебникот, 3 нови поглавја, кои што се однесуваат на сензори, преобразувачи, кондиционирање на сигнали, апроксимација, линеаризација, компензација, заземјување, оклопување и така натаму. Автори сме јас и професорот Владимир Димчев, се разбира, не спомнав, од нашиот факултет учествува во овој проект голем број на учесници пред се од институтот на нашиот институт за електрични мерења. И тука реализиравме, еве да не ги стартувам сите, мислам дека поентата ја видовте, голем број на експериментални реализации на виртуелни инструменти кои што ги употребуваме во наставата од овој предмет, слично и со софтверски дефинирана инструментација, со тоа што овој предмет е на втор циклус на студии. Јас и колегата Томислав Шуминовски напишавме нов учебник софтверски дефинирана виртуелна инструментација, кој што учебник го користиме при реализација на овој предмет на вториот циклус на студии. И можеби на крајот како шлак на ова моја првична презентација е реализацијата на Балканскиот надпревар по Лабвиу кој што го реализиравме во рамките на проектот. Може да видите неколку слики од тој настан. Навистина имаше голем број на учесници, а ние Уким од ФЕИД го освоивме првото екипно место и поединечно второ место. Колегата Петар Видоевски, студентот, сега веќе магистрант, тогаш навистина добро го представи нашиот факултет, покрај останатите учесници исто така. Колегата Андреј Груевски, студентот, имаше одличен пласман и беше дел од првото екипно место. Добро, сега јас веднаш би прешол и на презентација на вториот проект, така да не правим пауза? Да, може, Живко. Добро, еве накратко ќе го презентирам и вториот проект кој што тече, е релативно тазе почнат проект од јуни. Се присутна платформа за виртуелни лаборатории, раководител на овој проект е професорката Марија Календар, меѓутоа она моментално е на службен пат и од тие причини јас како дел од овој проект ќе го презентирам накратко кои се неговите цели и кои се резултатите досегашни кои што ги постигнавме. Пред да почнам би сакал да кажам дека исто така за мене голема чест дека во овој проект имаме спој на голем број на
истражувачи од различни институти од нашиот факултет. Значи имаме истражувачи од Институтот за електроника, од Институтот за автоматика, од Институтот за мерење, од Институтот за компјутерска техника и информатика. Голем број на учесници, истражувачи од нашиот факултет учествуваат овде и демонстрираат еден вид на синергија како сите ние можеме да се обединиме и да напишеме добра и успешна проектна апликација, меѓутоа и да реализираме и да постигнеме добри резултати во имплементацијата на проектот. Почетокот на проектот беше во 1 јуни 2021 година, значи оваа година, време траењето е 24 месеци, и имаме буџет од 152.000 евра. Ово од десната страна можеме да видиме дистрибуција во однос на нашата проектна апликација и тоа што беше одобрено, значи само 2% беше дел од буџетот кој што не ни беше одобрен, што сметам дека е навистина добро, бидејќи тоа кажува дека добро сме ги предвиделе трошоците, оние 2% остана само за некој хардвер, една серверска конфигурација која што од некои причини испаднало да не е можна за финансирање од страна на Еразмус, меѓутоа ние тоа го компензиравме на тој начин што еден од партнерите во овој наш проект за среќа има средства и односно не средства, туку ресурси да може да го покрие, да ја покрие оваа серверска опрема на која што ќе биде хостирана нашата апликација. Партнери во проектот се на се вкупно се 3, значи нашиот факултет, ФЕЙТ и УКИМ се носители на оваа проектна апликација, потоа како партнер го имаме Универзитетот во Марибор, кој што има огромно искуство во исто така реализација на голем број на вакви Еразмус проекти, во кои што исто така ние сме имале можност да соработуваме заедно, и пред се има големо искуство во техниките и имплементацијата на колаборативното учење. И другиот партнер доаѓа од Германија, Ахалт Универзитетот од Германија, кој што исто така имаат голема стручност пред се во комуникацијските технологии, во клауд технологиите, кои што се еден многу важен дел од овој проект. Значи, кои се основните цели на УБИЛАП? УБИЛАП е кратенката на нашиот проект. Ние сакаме да дизајнираме, да имплементираме една виртуелна далечинска лабораторија. Ова идеја беше пред се мотивирана од специјалниот повик на кој што беше добиен овој проект, а повикот беше наменски во однос на сценариото на COVID-19. И ние увидовме веќе во овие 2 години, сведоци сме на едукативниот процес, дека пред се ваквите технички факултети имаат потешкоти при реализација на лабораториските вежби, кои што се многу важен дел од студирањето на сите технички факултети и на нашиот факултет. И сметаме дека навистина многу важно да располагаме со една ваква алатка на која што ќе има возможност на студентите да се доближат до реалистичното искуство, меѓутоа во домашни услови, да направиме далечинска лабораторија која што ќе работи на виртуелна платформа, меѓутоа на реалистичен хардвер во позадина. Значи, би сакал тука да биде јасно дека нашата цел не е да направиме нешто виртуелно и само да симулираме, туку да направиме склоп на симулации, виртуелна околина во која што во позадина ќе работи реалистичен хардвер и за кој што ќе се добиваат реалистични резултати. Значи, ваквиот еден пристап би возможил голем број на придобивки на студентите кои што студираат на технички факултети, основа да се реализираат различни видови на лабораториски вежби. Ќе видите во на архитектура што имаме направено дека опфаќа различни области од електротехниката. Потоа ќе постојат така наречени прилагодливи модули со кои што многу лесно ќе може да се реализираат хардверски и софтверски експерименти. Исто така ќе го промовираме колаборативното учење, бидејќи оваа платформа ќе содржи такви алатки како например форуми, видеоконференции, аудиоконференции со кои што оваа работа ќе се поедностави, бидејќи конзорциумот е од мешовит, односно од различни земји. Тука ќе биде исто така многу интересно да видиме како од даден експеримент ќе може студентите од различните факултети да соработуваат помеѓу себе. И едно од најважните работи е тоа што нашето решение ќе биде отворено, а тоа значи дека ќе биде има можност за надградба од нас во текот, меѓутоа и од проектот од кога ќе заврши, се разбери од било кој истражувач ширум светот, бидејќи програмскиот код ќе биде отворен. Ова е накратко архитектурата на УБИЛАП.
можеме да видиме три генерални вакви категории. Едната е физичката лабораторија, каде што ќе биде сместен хардверот. Хардверот исто така ќе покрива, како што реков, повеќе области, вградливи микрокомпјутерски системи, микрокомпјутери, односно програмабилни логички управувачи за примена во автоматиката, потоа моќни процесори со кои што ќе може да се изведуваат процесирање на сигнали и други голем број на инструменти со кои што ќе може да се вршат мерење на параметрите од интерес. И исто така ќе направиме и софтверски виртуелни лаборатории, пред се кои што ќе се однесуваат на програмирање, значи ќе имаме подршка за различни програмски јазици, компајлери ќе бидат вградени во нив, потоа мрежна безбедност и машинско учење, односно работа со data science, односно науката за податоци. А не помалку важен ќе биде и оној третиот дел, а тоа е cloud решението, кое што исто така ќе овозможи имплементација на голем број на алатки кои што се наведени овде, далечински пристап и контрола на хардверот, кој што ќе биде поставен во лабораториите, потоа интерактивни видео и аудио конференции, потоа ќе постои еден веб портал каде што ќе може да се врши администрација и поставување на различни експерименти, потоа на пример закажување и користење на дадени слотови за реализација на самите вежби и така натаму, да не должа многу, сите овие алатки ќе ги овозможат активностите во рамките на проектот. Ова е чисто од организационен аспект како го замислуваме проектот. Проектните менаџери од трите партнери формираат тело од проектни менаџери кои што управуваат со проектот. И исто така имаме надзорен одбор кој што е формиран од 9 членови, еден проектен координатор, сметководител и едно контактно лице. И проектните менаџери пред се тие ќе се грижат за обезбедување на квалитет и спроведување на активности за мониторинг на квалитетот. И ова е чисто само како генерален план на УБИЛАБ. О1 до О5 се интелектуалните трудови, имаме вкупно 5 интелектуални трудови. Првиот интелектуален труд е истражување во оваа област, бидејќи знаеме дека постојат голем број на далечински виртуелни лаборатории од кои што веќе може да искористиме одредени искуства. Самата реализација на платформата е О2 со сина боја и потоа имаме О3 и О4 во кои што имплементираме софтверски и хардверски експерименти и конечно во О5 ќе направиме наставни материјали на кои што на сите, јас би рекол, универзитети во светот ќе им помогнеме, односно ќе им дадеме ни помагала како може да ја користат оваа наша платформа. 5 транснационални состаноци имаме, ова со стрелките покажува дека ние заради ковид ситуацијата ги поместуваме од оригиналната проектна апликација, бидејќи сакаме да видиме ако имаме можност да реализираме некоја физички, првиот само CV-от е реализиран, меѓутоа виртуелно. Исто така во рамките на проектот имаме и 2 тренинг настана, тоа се C1 и C2. C1 всушност го поместивме и тој треба да биде реализиран сега во Марибор во Словенија, се надевам физички следниот месец. А основната тема ќе биде колаборативното учење, бидејќи реков дека колегите од Марибор имаат голем број на проекти и искуство во оваа област. И само еден скриншот со кој што јас ќе завршам од реализација на нашиот прв транснационален состанок и партнерите во проектот. За жал виртуелно, меѓутоа имаме шанса тоа да го поправиме во смисол еден од транснационалните состаноци ни беше одземен, па ние го реализиравме овој виртуелно, ако се дадат услови, ковид пандемијата да даде Господ да се подобри, имаме можност да го реализираме повтор пат овој состанок во живо со нашите партнери. Толку беше накратко од мене. Повелете ако има некои прашања или коментари. Живко, ти благодарам за двете презентации, концизни и полни со информација, така што ако имате некој нешто да праша, па да преминеме на презентација од студентите, затоа што времето не гази, а терминот јас го направив да биде 2 сати, не предвидов дека ќе трае можда повеќе, така што после и Zoom ќе ни се исклучи ако не завршиме во 12, извинувам, часот. Така што ако нема прашања, тогаш ајде да преминеме на презентација од студентите. Само да го споделам тој слайд. Значи, овдека се дадени студенти кои што биле вклучени или ќе се вклучат. Значи, дел од овие студенти ги реализирале своите престои.
а дел од студентите аплицираа оваа година, па еве ќе им помогнат на студентите кои што не следат денес да им дадат еве некои информации како оди постапката за аплицирање и дали е страшна или не е страшна таа процедура, дали е возможна или невозможна, но очигледно е возможна бидејќи се ова студенти кои што го поминале тој процес и некои го завршиле и ги добиле студентските мобилности. Па еве да одиме поред, ќе го замолам Иван Момировски да каже нешто за својот боравок во рамките на оваа студентска мобилност. Благодарам, професор. Само да споделам екран. Се гледа, така? Да, сега да. Вака, најпрво да се благодарам до професорот Гога за иницијативата да се организира ваков настан и за поканата секако. Ја ќе ви кажам за мојата размена во Љубљана, Словенија. Да кажеме, мене на пола размена ми се случи да почне ковид пандемијата, па така беше едно доста интересно и чудно и ново искуство. Најпрво ќе почнам со која ми беше мотивацијата за аплицирање. Случајно па би рекол, можеби втора година од моето студирање, колеги ми спомнаа за Erasmus програмата и прво не ја регистрирав да истражам повеќе што е. Се додека колешка од друг факултет ми спомна за Erasmus проекти кои што се одвиваат во текот на летото, она било 4 месеци во Португалија, од друг факултет, и ми спомна дека е доста комплетно искуство каде што се развивате на академски план, но и надвор од него развивате многу вештини за понатаму во животот. И како што истражував повеќе, сватив дека нашиот факултет нуди многу можности за да аплицирате на ваква програма и тоа повеќе ме мотивираше да аплицирам, бидејќи како што се доближував до последните семестри на моето студирање, некако барав нешто тоа што и сега од лични сентиментални еквиваленцијата на предмети, односно вас тука да ви ги признаат предметите кои што ќе ги положите во странство, за да не биде да пресапишувате години или да пресапишувате предмети. И јас ќе нагласам дека јас на нашиот факултет најдов на многу одлична соработка со професорите, бидејќи без некаков проблем тие мене ми помогнаа да аплицирам и ми ги еквивалентираа предметите без некаков проблем, што мене целата размена ми ја направи од на предмети за нив беше многу поголем предизвик од кога што мене, бидејќи некои професори кај нив им се дека ќе ги еквивалентираат, ама на враќање им кажале ајде да доработиш семинарска или да положиш некој испит, и целото тоа го прави, нели, да на крај да сакате да никогаш да не отидете на размена. Останатите работи како бюрократи, како подпишување договори, барање, ќе кажам, значи еквиваленцијата на предмети ви е најзначаен дел од аплицирањето и јас на реализирање на ваква размена. Сега, доаѓаме до искуство на факултет. Јас многу од факултетот не видов, бидејќи месец дена од како стигнав се случи ковид пандемијата и моравме да се префрлиме онлайн, меѓутоа од сликите што гледате, тоа беше нешто што успеав да сликнам. Прва работа што ќе кажам за факултетот е, како што гледате, личи доста модерно, меѓутоа многу тоа што ми изненади е направено да има сериозна социализација на студентите. Доле во сликата подолу може да видите маса за фудбалче со фотели, имаше терен за кошарка,
имаше простори како со конзоли за видео игри и тоа беше првата работа што така ме импресионираше, воедно имаше и доста уметнички дела. Сега најзначајниот дел од размената, мислам од аспект на академскиот дел се одвиваше се нормално како кај нас, предавање аудиториски вежби и лабораториски вежби, со тоа што немаше парцијални испити, туку си има континуирана работа во текот на целиот семестар и само на крајот има влезен колоквиум од лабораториските вежби за да го полагате писмениот испит. И од кога ќе го положите, мислам, од кога ќе го положите, од кога ќе го завршите писмениот испит, професорот ви вика пола саат 40 минути одете кафе и спиете некаде, за 40 минути кај него во канцеларија по потреба полагате усмен испит 1 на 1. Со цел да се комплетира предметот и мене тоа ми беше на првиот испит што го полагав усмено, ми беше голем предизвик бидејќи не бев научен на нешто такво. Може да кажеме дека било ајде од трема. Ама генерално беше многу интересно искуство и така. Бев на крај прилично задоволен, дури можам да кажам дека со еден испит на крај некако ми се виде по така полесно. Други работи за кои што бев импресиониран е целата библиотека со сите скрипти и сите материјали надвор од наставната. Ми беше многу едноставно за некои материјали да се добие пристап, а и воедно има и лиценцирани софтвери, односно има студентски лиценци, AutoCAD и други, тие се со 3 до 5 години лиценца, така што дури и да отидете вие на еден семестар надвор, кога ќе се вратите, тие лиценци уште ви важат. Мене уште ми активна лиценцата од претходната година и пред некој ден ми се сина и нова верзија на MATLAB 2021 без било какви препреки. Надвор од факултетските простори, значи COVID голем дел од нив ги видов може би еднаш два пати, после тоа веќе не ги видов освен на полагање. Претходно ќе кажам и професорите таму надвор ни се најдоа многу. Од кај нас ќе дадам голема благодарност до деканот професор Димитар Ташковски во Словенија во текот на пандемијата. Професорите таму многу ни помогна од аспект целовреме ни проверува како сме со ментално здравје, кои ни се амбициите, колку мотивација имаме за работа. И во луменот на часови можеби ни се големи ајде од аспект дека дома сме па ништо надвор факултетски простори, зашто треба да дојдете на Еразмус, ќе доживеете дали надвор од државата, ќе запознаете луѓе од цел свет, Шпанија, од Белгија, Колумбија, Србија, Португалија, Индија, и тоа се пријателства кои што ги цел живот, кои што ги проживеа заврши, никогаш не се да биде поинтересно. Воедно па и бевме на море, на крај дури Изгледа се исклучи колегата Иван, малку е проблематична врската, тоа е кога одиме онлайн. Ајде да видим ако повторно се приклучи. Иван, изгледа се прикене линијата. Кај изгледа?
И сецкаше, Каде застанов? исклучија камерата зашто сецкаше многу. Па оној слайдот што ти е со искуствата таму што нешто кажи, па да преминеме на следен затоа што не гази времето да не ни се прекине врската. Да. Сега ќе Дај еден заклучок за крај и да преминеме на следните студенти. Да им оставиме и Да, нема проблем. Мислам, овој Да, тоа е најбитното, да се охрабрат да аплицираат студентите. вака, значи, вака. Значи, во кратки црти, вага не знам што се случи со интернет врската, во кратки црти, ќе запознаете многу луѓе од цел свет, ќе стекнете пријателства до крајот на животот, професорите кои што ќе ги запознаете на факултетот, ќе ви бидат контакти цело време, значи, сега треба да одам, за некоја недела треба да одам професор што ми предаваше во Љубљана, ќе оди во пензија. Така да ќе видите многу нови краишта, ќе искусите многу работи кои што сметам дека кај нас во Македонија многу вака за студентски размени не се разговара, бидејќи многу луѓе не сакаат да излезат многу надвор и воедно постои тука доза страв, така што мојот заклучок само ќе биде да аплицирате и да одите. И можеби процесот на аплицирање, верувајте ми дека на крај све ќе се исплати и само ќе посакате да идете на уште една размена како што јас сакам сега во моментов. И така, за прашање во интерес на време, оставив мејл, кој сака може да ми пише за било што, за аплицирање, за одење било каде, дали на мејл, дали на социјални мрежи, ако успеете да ме најдете, и отворен сум за комуникација во било кое време. Во ред, Иван, ти благодарам многу за презентацијата и за одвоеното време. Јас сакам да кажам дека сигурно забележавте дека настанот се снима, веќе некој од партиципантите ме праша дали ќе биде ставено некаде на веб ова презентација. Ќе се потрудам да видам со Фейт алумни, ако ни дадат простор да го тоа ставиме, се разбира со ваша согласност, да го ставиме тоа таму, за да студентите кои што пропуштиле да не следат денес, да имаат прилика тоа да го направат. Сега там збор на Софија, најкратко што може, за да можат потоа Сарја и Андреј уште нешто да кажат за крај и да го заклучиме овие презентации. Па Софија, повели. Добар ден, професоре. Ви се заблагодарувам на поканата на овој настан. Поканата на професорот се должи на тоа што јас претходниот семестар го поминав на Универзитетот Политехника Варшавска во Полска. Она што би можела да го кажам за тие 5 месеци е дека беа најдоброто искуство во мојот живот. За мене Еразмус беше голема желба уште пред да започнам на факултет, но цело време го одложував тоа и конечно ми се оствари претходниот семестар. Полска воопшто не беше во преден план, но по сплет на околности и консултации со некои мои познаници, сепак се одлучив да ја завршам мојата мобилност таму. Поддршката која ни беше пружена од студентските организации беше од огромно значење, бидејќи со настаните кои што тие ги организираа уште од првата недела, стекнав пријателства кои што траеа потоа и цел семестар и се уште траат. Во поглед на процедурата, јас се соочив со некои потешкоти во однос на пронаоѓањето предмети за еквиваленција. Ми требаше и одобрување од професорите кои ги предаваат соодветните предмети кај нас. Од многу голем дел од професорите воопшто не добив одговор. Имаше и некои други проблеми, но евентуално се пронајдоа соодветни предмети. Оно што би можела да кажем е дека целата процедура би требало да се дигитализира наскоро. Колку што јас знам, се работи на апликација преку која би требало да се одвива целиот процес за аплицирање. Не знам, оние кои што имаат аплицирано оваа година, може би веќе е преку апликацијата или сепак не? Не, во хартија. Годинава беше во хартија, за до година ќе види. За
Во однос на факултетот, за жал ситуацијата не дозволуваше предавањата да бидат одржани со физичко присуство, туку се беше онлайн, но беше интересно искуство, бидејќи порано немав слушано предавање на англиски, а имаше повеќе работа во групи и слично. Од професорите најдов на големо разбирање, секогаш беа тука да објаснат нешто, да се повторат и слично. Исто така би сакала да напоменам дека многу од луѓето се чувствуваат несигурно во англискиот и затоа избегнуваат да аплицираат за мобилноста, но тоа воопшто не е проблем, бидејќи сите имаат многу разбирање во однос на јазикот. Би сакала да им порачам на студентите воопшто да не се двоумат во врска со програмата, бидејќи јас колку и да зборувам, додека не се осети на своја кожа, не може да разберете кои се бенефициите на програмата. Не знам дали постои друг начин преку кој би можеле да стекнете пријателства со луѓе од различни држави, да слушнете различни животни приказни, буквално да погледнете во светот со различни очи. И целосно исто така ви предлагам да изберете Полска како место на кое што ќе ја завршите вашата размена, бидејќи иако не представува толку туристички атрактивно место кај нас, сепак нуди многу можности и убавини, технологијата е на многу високо ниво, може да навлезете подлабоко во историјата и слично. Толку би имала јас да кажам, за жал немав спремена презентација, но ви стојам на располагање на сите кои имате прашања. Ќе оставам мои контакти во разговорот, па се надевам дека за било кои прашања што имате ќе ме исто контактирате. Ред, Софија, ви благодарам и вам за убавата презентација, значи не мора да биде со презентација, може и вака устно да ги пренесете искуствата. Еве Иван се потруди на малку друг начин тоа да го направи, но битно е, значи целта ми е од една страна да се прикажат проектите кои што ги се направени во рамките на факултетот, а од друга страна еве како Еразмус координатор сега на факултетот, да им ја покажам им да ја отворам оваа програма за студентите, малку да ги охрабриме студентите повеќе да аплицираат и да искористат предностите од оваа програма што има. И затоа ги поканив Сара и Андреј, кои што се овогодинешни апликанти во оваа програма, еве да ни кажат нешто тие за своите искуства, имате негде околу 5 минути за да после некако ја завршиме оваа активност, да не ни се исклучи линкот пред ние да завршиме со некоја завршна мисла, па повелете. Благодарам професоре што навикнавте. Ние направивме еден краток водеч за аплицирањето, на кратко да го споделам, знам дека не гази времето, мислам дека се гледа. Може, супер се гледа, да, одлично, браво. Направивме краток водеч затоа што знам дека најдраматичниот дел и не многу забавниот е токму аплицирањето и собирањето на документите. Многу е конфузно и затоа многу студенти не се решаваат на тој чекор да аплицираат, токму поради тоа што се исплашени од целата постапка за аплицирање. Затоа ние го направивме водеч кој мислам дека многу ќе им помогне на сите понатака кои ќе сакаат да аплицираат. Накратко кажано што треба најпрво да се направи е да се посети УКИМ страната. Зошто го нагласувам? Затоа што во овој дел се наоѓаат сите потребни документи кои што требаат за аплицирање, но воедно таму се поставени и документите како што се координатите по факултети, стипендиите за секоја држава по КВС, билатералните договори. И токму затоа е многу е битно да се прочитаат тие документи, затоа што координатите по секој факултет е најбитното нешто да имате контакт со тој координатор. За да почнете целата постапка, секој прво треба да се обрати кај него. Така што сите студенти кои што се заинтересирани, прво тоа би бил мојот совет да го прочитаат и да се обратат до координаторот. Висината на стипендиите исто така е генерално битен момент, затоа што тука не се вбројува цената за патот
и здравственото осигурување. Токму затоа треба секој да може да си направи нели математика во согласност со тие стипендии, и токму тој список со стипендии по држави е објавен токму таму на UGIM страната, затоа е многу добро да се прочита и тоа. Како што кажав, координаторот е многу важен заради тоа што тој е тој кој што прави селекцијата и рангирањето, доколку има повеќе студенти кои аплицираат од еден факултет. Затоа е многу битно да се има контакт со истиот. И најбитниот дел, можеби, кој што јас би сакала да го напоменам, се билатералните договори. Тоа е документ каде што се гледа нашиот факултет со кој друг универзитет има склучено договор. Тука, како најбитен момент што би сакала да го посочам, е да се бара токму нашиот факултет, а да не се направи некоја забуна како Faculty of Computer Science and Engineering. Ова се однесува на финки, не се однесува на ФЕД. Така што, ако некој би барал универзитет, да речеме, да треба да сака да оди во Мадрид, ние немаме склучено договор со тој универзитет, туку тоа го има направено в финки, така што тоа нема да биде соодветниот универзитет. Тоа е прва работа на која што би посочила, затоа што мислам дека многу луѓе би дошла до забуна. Во овој случај не имаме склучен договор, например, со универзитетот Мигуел Хернандес Делче, тоа е во околината на Аликанте. Нашиот факултет со нив има склучен договор, доколку сака некој да оди во Шпанија. Сите останати универзитети по држави се распределени во овие билатерални договори. Првата работа што би требало да направите е да одберете во која држава сакате да одите. Откако ќе одберете државата, се посетува нивниот сајт, каде што ќе го најдете соодветниот факултет и ќе почнете постапка со бирање на компатибилни предмети. Бирањето на компатибилните предмети е можеби најкомплицираниот дел од собирањето на документите, и тоа се како да се пристапи према тоа. Генерално се гледаат кратките содржини на факултетите на предметите кои што се објавени на веб страната. До сега не сум сретнала факултет каде што немало објавени предмети со кратка содржина, така што мислам дека тоа не би бил проблем. Многу е важно да бидат предметите од летниот семестар, бидејќи од кај нас иде летен семестар, многу е важно и таму предметите да бидат во летен семестар, а не е битно кој летен семестар. Значи да идете во 8ми семестар таму, не е битно дали предметите компатибилни ќе бидат од 6ти, од 4ти или од 2ти. Битно е само да е летен семестарот. И на крајот, секако, професорот е тој кој што ги одобрува тие предмети, соодветниот професор од секој предмет, така што откако ќе се заврши таа постапка, започнува постапката за пополнување на документите. Тоа би зборувал малку Андре. Здраво. Накратко да кажем за потребните документи кои треба да се соберат за разменат. Значи, прво имаме Student Application Form, па Learning Agreement, потоа CV, потврда за пристигнување за минување од ЕУ високообразовната институција, исто така диплома од англиски јазик, уверение за положен испит и потврда за редовен студент. Можеш да го смениш само слайдот. За Student Application Form, значи, вака изгледа како што е на сликата, се пополнува со лични податоци и се пишува краток текст во кој се наведуваат причините зашто сака студентот да студира во странство. Исто така и се пишуваат информации во врска со факултетот, односно универзитетот во странство. Тука на сликата како што се пишуваат информации за ФЕЙТ, односно за нашиот факултет, има на друга страна со универзитетот во странство. Наредно може да усмери сега. Значи, според мене најважното е Learning Agreement, како што кажа Сара, треба предмети да се изберат кои се компатибилни и тука се пишуваат тие предмети. На горната табела се предметите на избраниот факултет во странство, а на долната табела се сите предмети предвидени се слушаат во соодветниот семестар на ФЕЙТ, па дури и да не е најдена соодветна замена за некој предмет. Еве овде, например, на долната табела внесени ми се мене и праксата и исто така дипломската. Значи, што таму нема да ги слушам, тако само ги имам внесено. А се пополнува соодветниот код на предметот, исто така и бројот на кредити.
така што треба предметите кои ќе се изберат во странство да се со ист или пак со поголем број на кредити од оние на FATE. За да се признае програмата треба минимум 20 кредити таму да се одберат, што е негде 4 предмети. Ете, ние 24 кредити имаме избрано, значи 4 предмети по 6 кредити, а максимум 30 кредити за да ти го признаат студирањето во странство. Извини, ќе прекинам ако може малце побрзо, зашто ќе не истече времето. Значи најважно кога ќе се признаат предметите, треба да се потписа се соберат од соодветниот професор. Имаме наредната, може да сме следот, овде еве подписите, значи лево е каде што без подписи, а десно е со подписите. Значи десно бројот на кредити, ги гледате подписите и на горната табела и на долната табела. Значи тоа значи дека професорите ги прифаќаат предметите, дека таму ќе ги студирате. Имаме потврда за пристигнување, односно за минување од ЕУ високообразовната институција, ова се пополнува откако ќе стигнете таму и пред заминување, значи како сте поминале на студирањето, и овие се другите кои што ви кажав. CV има посебен темплейт, односно модел кој треба да се пополни, исто така диплома од англиски јазик која нема потреба да биде светски призната диплома. Уверение за положен испит и потврда за редовен студент се земаат од студентската служба на FATE, кој што е познато на сите, и од кој ќе се соберат документите. Што треба да се направи? Треба да се направат 3 копии, од кои една задржува студентот, а 2 копии се доставуваат до координаторот, односно сега до професорот Гога, со една задржува тој, а другата доставува до ректорат. И важно е се запази рокот на поднесување на овие документи, што најчесто е до почетокот на октомври, ова година до кај 5 октомври беше. И ете, накратко тоа е тоа, секен пат да се охраните да аплицираат, тоа не е толку страшно како што изгледа. Да, ви благодарам многу за Толку. презентацијата. Да, заборавивме да кажеме дека всушност информацијата за аплицирање се објавува како конкурс на веб страната на факултетот. Така што некаде се потсетите ме крајот на август ли беше или почетокот на септември некако се објавува. Оваа година траеше предавањето на документите до 5 октомври кај нас на факултет, а ние како факултет требаше до 12 октомври да бидат доставени апликациите во ректорат. И тоа е направено и сега во ректорат е почната постапката за прегледување и одобрување на апликациите. Тоа би било за што ако имаат студентите прашања, значи слободно можете ме да контактирате по мејл, можете да ми пратите или да се договориме, се видиме на факултет. И еве на крај да закружиме за денешната презентација. Прво да се заблагодарам на сите колеги и студенти за нивните подготвени презентации и презентирањето на целите и резултатите од реализираните проекти и од оние што се уште се во тек. Исто така благодарности до студентите за нивното ангажирање, еве да малку ја подотворат оваа програма за студентска мобилност преку Erasmus Plus програмата и да ја направат повидлива и со тоа да им овозможат еве повеќе пристап до информации на следните апликанти. Јас, како што реков, и можда и видовте и претходно се снима овој настан и ќе направам обид со со алумни асоциацијата на FATE да биде оваа презентација поставена на нивната страна на YouTube каналот и да ќе стои информација некаде, ќе ставиме дека е тоа од овој настан, па тие што ја пропуштиле оваа презентација да имаат можност понатаму да си ја преслушат и видат и да добијат дополнителни информации секој за оној дел што го интересираше од овој денешен настан. Ви благодарам прво на сите презентери, благодарам на сите присутни за што го следеа овој настан и што покажа и интерес за овој настан. И се надевам дека до година пак ќе се видиме со некои нови проекти и со некои нови студенти. Еве можда ако добијат Сара и Андреј, ќе имаат прилика до година да ни презентират како поминала нивната студентска мобилност во универзитетот каде што го избра во Шпанија за своја мобилност. Благодарам уште еднаш на сите, имајте убав ден и бидете живи и здрави. Поздрав, поздрав, фала. Поздрав. Поздрав, пријатно. Пријатно.